Енергетската криза предизвика проблеми во месната и млечната индустрија. Состојбата со компаниите на ниво на Куманово е алармантна, информира председателот на локалниот економско-социјален совет и собственик на кланица и лабораторија Најден Бајдевски. Укажува дека фирмите можат да најдат излез од оваа состојба само со поевтини енергенси. Во спротивно, вели, ќе бидат принудени да почнат со намалување на бројот на вработени и да ги затвораат фирмите. Има големи проблеми со во производство на храна, каде што у еден период доаѓаме да со отварање на отворен Балкан преплавени сме со производи од Србија, каде што има појака индустрија, појако земјоделие, нема никакви давачки према пошто е отворен Балкан, така да едноставно нашата индустрија за производство на храна е во многу лоша ситуација. Струјата во Србија е многу поевтина него кај нас. Доаѓаме у ситуација да до нова година дел од фирмите ќе морат да преземат мерки за надминување на ова криза, а тоа прво што ќе се преземе тоа е намалување на трошоци и отпуштање на работници. После тоа со намалување на работници се намалува и конкурентноста и на домашниот и на странскиот пазар. Излез од состојбата би се нашол со субвенции за изедначување на струјата на регулиран и слободен пазар, бидејќи разликата е огромна. Значи на регулиран пазар цена на струјата е 13 нешто и 16 нешто денара, а на слободен пазар струјата последна сметка е 39 па и на кај 45 и 50 денари. Значи разлика е 300%, што од нашите компании тоа не може да го издржат. Второ нешто што би сакал да кажем е во однос на местната индустрија, ние сме во многу голема финансиска криза. Значи ние моментално за внес на државата се уште има заштитна мерка прелевман за внес на свинско месо, кое што изнесува дури до 30%, така да доаѓаме во една ситуација да без излез. Значи со ваква висока струја, со немање на сировини, исто тука и млечната индустрија, исто дојдовме во ситуација да буквално млеко нема. За некој ден, како што иде афричката чума, веќе пола Македонија зафати, ќе дојдеме во ситуација да нема ни свежо месо за домашен пазар. Од локално-економскиот социјален совет на Куманово бараат хитно да се преземат мерки да се намалат давачките за увоз на соларни панели, да се изврши измена во законот за градба и да се олеснат процедурите за поставување вакви панели на градежно и земјоделско земјиште. За пуштање во употреба олеснети се процедурите, има само ревидиран проект и имотен лист, меѓутоа се уште важи да мора да има лиценца фирма која што ги поставува соларните панели, тоа од А или Б категорија, која што неколку луѓе имат. Значи не можеме ние реално и да сакаме сега да поставиме бргу соларни панели, ние прво не можеме да најдеме фирма која што ќе ги монтира, а плюс таа фирма треба да има изведувачо, да има ангажирано луѓе со А или Б лиценца да се пушти во мрежа од страна на ЕВН. Посредбите на лес со бизнис секторот во Куманово, на кои беа презентирани бенефитите од соларните панели, десетина фирми се одлучиле и веќе поставиле. Но од советот нагласуваа дека мора да се олеснат постапките, да нема граница до 40 киловати. И кај домаќинствата предлагаат да се зголеми моќноста барем до 20 киловати, а неколку што е сега само 6.